Почитувани, владата предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев е доследна во спроведувањето на своите политики и заложби да обезбеди чист воздух и здрава животна средина за сите. Изминатите 4 години забележено е значително намален степен на загаденост на амбиенталниот воздух, како во градот Скопје, така и во останатите поголеми населени места во Републиката. Тоа е резултат на успешните политики на владата, предводена од СДСМ, потоа постојаната замена на старо нееколошко загревање во индивидуалните, како и во јавните установи. Исто така и зголемени контроли и санкции на загадувачите, но и во инвестиции во обновливи извори на енергија. И не застануваме тука. Напротив, преку интервентниот план 2021 година, 2027 година, или скратено ИПИ, 2021-2027 година, инвестициите во следните години интензивно ќе продолжат. Вложувањата во така наречена зелена енергија, енергија добиена од еколошки обновливи извори. Пред нас е период кој позитивно ќе го трансформира македонскиот енергетски систем, насочувајќи го кон еколошки обновливи извори на енергија. Почитувани, следува германска инвестиција од 400 мегавати ветерна електрана во вредност од 500 милиони евра, понатаму инвестиција согласно законот за стратешки инвестиции. Инвеститорот го има доставено целиот пакет на документација до владата и се очекуваат финални преговори. 100 мегаватна фотоцентрала во вредност од 70 милиони евра ќе се гради исто така во Осло Мајкичевско. Фотонаponските централи што веќе се реализираат или ќе продолжат со реализација се оние во Македонски Брод и Свети Николе, но исто така тие се пуштени и други, како и во Врвеница и регионот Неготино. Во тек е подготовка на веројатно најзначајниот проект, а тоа е изградба на фотонапонска електрана со капацитет меѓу 300 и 350 мегавати. Фотонапонска електрана веројатно една од најголемите, или ако не и најголема на Балканот, во вредност од над 200 милиони евра, која треба да се гради на локацијата на предвидениот карго аеродром во близина на градот Штип. Не ја запослуваме исто така и гасификацијата. Преку електрани на Северна Македонија или ЕСМ, како и НЕР, односно Национални енергетски ресурси, државата се вклучува во проектот Александрополи. Вредноста е 400 милиони евра на гасната централа од 800 мегавати и 360 милиона евра терминал за природен газ. Нашиот удел е 10% во терминалот за природен газ и 25% во гасната централа. Меѓутоа, ние ќе инвестираме 32 милиона евра, при тоа посебно треба да се напомене дека 178 милиона евра имаме грант. Државата за прв пат ќе добие и фабрика за производство на електрична енергија од отпад, инвестиција од Луксембург, вредна 336 милиони евра, што ќе се стави крај на проблемот со депониите во нашата држава. Ова, почитувани, се само дел од проектите кои го имаат за цел да го зголемат процентот на енергија, добиена од обновливи извори на енергија и позитивно да влијаат на здравата животна средина. Секако, и преку планот и низа инвестиции во ветерни паркови, во пречистителни станици за отпадни води и канализациони системи. Како одговорна партија, ние продолжуваме со мерките и политиките, со инвестиции за унапредување на енергетиката и квалитетот на живата средина. Нека е честит 5 јуни, светскиот ден на здрава животна средина. Ви благодарам.